Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Градот убав, пак ќе никне, омилената песна од детството на сите скопјани. Чекаме да се случи конечно во реалност после доста години на назадување. Време е за нешто ново, нешто подобро. Веќе 5 месеци градоначалник на град Скопје е мојот вечерашен гостин, господинот Орче Јоргиевски. Добра вечер. Добро вечер, Драган. Благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. 5 месеци сте на чело на градот, како татко на целата метропола. Еден нов печаток вака за почеток. Тоа што сте начекале веќе е јасно, вие знаевте буквално на што ќе налетате. Меѓутоа вака после 5 месеци една општа слика во каква состојба, во каква кондиција е Скопје. Добро, морам да истакнам дека вчера имавме и седница на совет. 2 седници, едната беше за тековни точки и активности кои што ќе ги имаме наредниот период, но првата точка беше советнички прашања. Нешто што повторно го воспоставивме како практика во градот Скопје. Знаете дека изминативе неколку години не може да се каже дека градот беше ни најмалку транспарентен. И за медиумите, и за јавноста се немаше информации. Ние како локални градоначалници, бидејќи јас бев во општина Кисела Вода, немавме информација што се случува, кои ќе бидат чекорите и така натаму и така натаму. Имаш таму чуден начин на комуникација со јавноста. Па немаше комуникација. Тоа беше чудно, некакви пораки, но добро, да. Пораки агресивни имаше некој настап таков како што го препознававме за тоа време својствени. Го променивме и тоа, сега имаме отчетност и пред граѓаните, но и пред советниците. Нас седницата за советнички прашања, секоја наназад гледано, ни трае по неколку часови. И апсолутно сите советници поставуваат по неколку прашања, не по едно прашање. Така да вчера беа сведоци за состојбите кои ги решававме изминатиот период, ангажман од нас и стабилизацијата пред се на градот Скопје. Морам да истакнам дека јас искрено сум презадоволен од резултатите кои што ги постигнавме за исклучително кратко време, но и евидентни се тие резултати и на ниво на градот Скопје. И впрочем, ако видовте и одредена анкета пред извесен период, видовте дека и поддршката сериозно ми растеме на Скопје и скопјани. А тоа се должи на макотрпна работа моја и на цел мој тим, но секако и градската администрација која што полека ја разбудивме од зимскиот сон во кој што беше влезена години наназад. Дополнително, јавните предпријатија сметам дека имаат одлични менаџерски тимови изминатиот период, кои што пак полека ги вадат од долгови и ги стабилизираат јавните предпријатија. Ние имаме паралелни процеси. Од една страна ни е градот Скопје, ако земеме во предвид состојбата пред 5 месеци, која ја затекнав, долгот во градот Скопје беше над 7 милиона евра. Сега каква е? Сега во моментов не должиме ништо на никого. Значи имаме 0 денари долг, а од друга страна, јас кога влегов градоначалник, наспроти тие над 7 милиона евра долг на градот Скопје, инаку вкупно кумулативно со јавните предпријатија беше околу 300 милиона евра долгот. Тоа го знаеме, да. За 5 месеци е околу 50 милиони евра намален долгот кумулативно на градот Скопје и јавните предпријатија, што не се случило никогаш во историја. Ние имаме прв квартал за оваа година најуспешен споредбено со сите 25 години наназад во градот Скопје, особено во делот на капиталните инвестиции. Значи имаме капитални инвестиции како никогаш досега. Од друга страна, на сметката на градот Скопје во секое време имаме околу 6 милиони евра, што кажува за едно сериозно домаќинско работење, одговорно работење, за фискална дисциплина, за навремени наплати на сите обврски кои што ги имаат дали граѓаните, дали правни субјекти и така натаму према градот Скопје, нешто што не било пракса во минатото. Јас знам дека одредени процеси се можеби болни за поединци, кои што уживале во комодитетот кој што им го воспоставувал некој, а губејќи од сето тоа граѓаните во минатото и градот Скопје. Јас воспоставувам ред, воспоставувам систем изминатиот период и затоа велам дека градот конечно е стабилизиран. Не само што се намалени долговите, ние имавме и
сериозни ставки по основ на експроприација кои што се исплатени изминатиот период. Ако го земам во предвид Момин поток, над 2 милиони евра се исплатени према сите субјекти кои што беа предмет на експроприација. Таму веќе немаме нерасчистени имотно-правни односи. А кога дојдов, над 20 имотно-правни односи не беа расчистени. И ако ја видите динамиката која што беше во минатото препознатлива таму, односно неработењето на тој проект, Со оглед на тоа дека е во обде во близина, знаеме и тоа точно, како така. со динамиката која што имаме денес, тука има драстична разлика. И така е впрочем со сите проекти. Ева, ако земеме Љубљанска исто имавме целосно закочени процеси. Таму за многу скоро од денес, поточно за 2 недели од денес, ќе започнеме со камен темелник за конечно тој потек да го решиме. И тоа е едно од најстратешките проекти во градот Скопје, но и најтесните грла кои што ќе ги решиме, односно ново поврзување на Карпош со Бардовци. Така да, со силен интензитет работиме. Јас не работам сам, јас имам безпрекорно добар тим. Најголем дел од тимот го земав од Кисела вода, тоа беше мојот тим и во Кисела вода. Особено секретарот Славе, кој што е сега секретар во градот Скопје, во минатото ми беше соработник близок во општина Кисела вода, шефот на кабинет и останатите кои што дојдоа со мене во тимот. Така да не чека уште работа, далеку сме од она што Скопје не го заслужуваат, но имаме сериозно придвижување напред и пред се имаме сериозна стабилизација. Ако дозволите, јас освен за градот Скопје би споменал и за јавните предпријатија. Слободно. Но само едно прашање имам. Добро. Велите фискална дисциплина на повисоко ниво, организација. Тоа е целата тајна, бидејќи не укрче како за 5 месеци некој успел да врати еден куп пари и уште и да обезбеди дополнително. Ние имавме Да крадете не можете во случајот. Мислам, не ни смеете се, разбира, да земете од негде, не паѓаат од неба пари. Доволна е само дисциплина. Градот треба, јас од стартот го велам тоа на сите состаноци, колегиуми со целиот тим во градот Скопје и со вработените во градот кои што ги затекнавме. А таму има безпрекорно добри професионалци, луѓе со институционална меморија кои што работат по 15, 20 и повеќе од 20 години. И го знаат градот во суштина. Го знаат суштина, како дише град. Мојот стил на работа е да си ги прибереме приходите навремено и секој да си ги плати обврските на градот. И тука доаѓаме до она што значи ненаплаќање на данок на имот, кој што во минатото несериозен пристап се имало од страна на градот према наплатата на данок на имот. Еве сега имаме сериозна наплата на данок на имот. Имавме и блокади во периодот околу Нова година, знаете, јас и јавно го кажав тоа, и ако продолжат да не го прават тоа граѓаните, односно да еден од најниските даноци во Европа го имаме во градот Скопје, да го плаќаат навремено, повторно ќе има блокади. И ние мораме така да функционираме и согласно закон. Затоа јас еве ја користам и оваа прилика како гостин во вашата емисија да апелирам да навремено се ги подмируваат обврските. Од друга страна, ќе направиме во наредниот период, започнуваме со активност репроценка на данок на имот. Тоа ќе значи дека ќе ни се зголемат приходите врз основа на точна состојба. Кај нас проценка на данок на имот не е направено 15-20 години наназад. Боже мили. Молам? Боже мили, велам, како е можно тоа? Па можно е. И генералниот урбанистички план, знаете дека 10 години, 15 наводно се прави, па ништо не се направило. Имаше некои убедувања во јавноста дека е започнат, дека се работи. Ние мислевме дека е нетранспарентен процесот и дека немаме информации. А всушност воопшто не Во суштина воопшто немало никакво предвижување, но некој планирал можеби да го започне, така да почнуваме се од нула. Така било и во овој дел. Еве, комунална хигиена вчера експлицитно ги објаснував состојбите таму. Само за една компанија во Скопје имаме разлика од 22.000 евра на месечно ниво. И сега ќе речете, видете, 22.000 евра не се многу. Илјадници компании по 20.000 евра прават многу. Тоа е она што треба да го сработиме. Во минатото, некој, дали свесно, дали несвесно, дозволувал да се изигруваат правилници, законот и се останат. Јас не го дозволувам тоа. И ние работиме на начин што не ги зголемуваме даноците, не ги зголемуваме давачките, не ги зголемуваме сметките за вода. Еве, ако погледнеме во Македонија, во најголем дел од поголемите општини се зголемија сметките за вода. Така. Се зголемија сметките за паркинг, односно наплатата на паркинг и цената. Се зголемија други ставки. Само во Скопје не се зголемува. Но ако наплатата е... Но, јас Како што одам е? со концептот дека пред се го гледам статусот на граѓаните, можноста е нивна, финансиска, и знам дека
не треба градот да биде дополнително отежнување и на така тешката состојба во која што живеат граѓаните. Добро, но граѓаните имаат права и обврски сега, тоа е реално. Сега доаѓаме до тој дел. Кога веќе немаме зголемување, она што е основно, јас повторно ќе кажам, еве да не правиме паралела со можеби некој од поголема земја од Европа град главен. Направете од регионот. Најниски давачки имаме, ние имаме, еве ќе земам во предвид, карта во зоолошка градина, 80 денари во Скопје. Знам. Неодамна бев во еден поголем град 50, во Европа. 60, 70 евра. Толку се драстични сметките овој. И не ги зголемуваме страшно, цените. да. Не ги зголемуваме цените, но барем се да биде подмирено на време. Тоа го барам. Не се големи ставки, но се треба да биде подмирено. И сега успевате очигледно во таа приказна без разлика на отпорот што постои, претпоставам? Па кај поединци има, знаете како, еве има една компанија, имаше доста големи забелешки за тоа што за 900.000 мислам дека беше долгот за данок на имот, и тоа сериозна компанија, поголема во Македонија, 1.600.000 платија, но претходно следеа 3 опомени поред. Сега, ако вие не сте совесен, градот мора да функционира, бараат граѓаните реализација на проекти. Ова што го споменавме, Момин поток, Љубљанска, булевар Борис Трајковски и ред други проекти треба да ги реализираме, треба да градиме Луна парк. Тоа чини пари. Точно е, тоа се чини пари. Комунална хигиена, одржувањето на комунална хигиена чини пари. Јас кога станав градоначалник во градот Скопје, комунална хигиена платата беше 90 милиона денари. Тоа е 1,5 милион евра. Во моментов платата е околу 60 милиони денари. Знаете, таму имаше една девијантна појава да стотици луѓе не одеа на работа зема плати, такви веќе нема. Тоа го решивте промптно, да. Го решивме од старт. И тука толеранција нема. И во перспектива, кој така ќе се однесува во предпријатието, односно пристапот ќе му биде недомаќински, ќе има реперкусии за одговорните лица, ќе има реперкусии и доколку има таква појава, но убеден сум дека нема да има, земајќи во предвид дека околу 800 лица отстранивме од работа. Тоа се сериозни заштеди за градот Скопје. Од прилика 6 милиони евра на годишно ниво. Заштедив. 24 милиона за еден мандат. Каква е сега состојбата во јавните предпријатија? Беше некоја тајна, вие сами докажавте тоа, дека имаме јавни предпријатија во кои што, не знам, во администрација работат 80%, а нивната основна дејност ја средуваат само 20 или 10% од нив, што е тотално нереално. Меѓутоа, очигледно така функционирало. Правиме функционални анализи во моментов во сите јавни предпријатија, за сите јавни предпријатија, вклучувајќи го и градот Скопје, врз која што основа подоцна ќе следи систематизација, но тоа нема да бидат процеси кои што ќе траат неколку години, туку ќе траат многу брзо. Односно ќе се решаваат многу брзо. Се со цел да воспоставиме функционален систем. Јас, еве ако земеме во предвид, освен тимот со кој што влегов во градот Скопје и нормално пожарникари за кои што имавме оглас, таму имаме дефицит на кадар, не сум за тоа да се вработуваат нови луѓе, туку да се искористи потенцијалот на сите оние со кои што располагаме. Апсолутно има објаснето и на администрацијата дека не можат сите да продолжат да ги работат тие работи и да ги имаат тие активности што ги имаат, земајќи во предвид што ја и состојбата што во минатото најголем дел од нив пак се примени како работници, па подоцна градирале некако станале администрација. Во суштина, јас нема да му го земам лебот на никого, но ние мораме да воспоставиме систем на ефикасност за граѓаните. Нас на крајот на денот не треба да забораваме дека Драган, сите скопјани нас не плаќаат. И мене, и сите јавни предпријатија вработените внатре и овозможуваат граѓаните со плаќањето ние да ги спроведуваме услугите за нив. Така што ќе имаме таму тектонски поместувања за многу скоро време. Зборам од аспект на реорганизација целосна и тоа е она што последно треба да го направиме во јавните предпријатија. Генерално ги стабилизираме, како што кажав, би споменал неколку. Јавното сообраќајно на предпријатие ЈСП Скопје го затекнав на 7 ноември со 1 милиарда денари долг. Во моментов должи 575 милиони денари. Тоа говори дека дупло е намален долгот само на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Одиме понатаму. Паркови и зеленило. Затекната состојба 350 милиони денари долг. 260 милиони долгот е денес, во моментов.
Комунална хигиена 541 милион затекнат долг. 400 милиони е долгот сега. Ние немаме денар зголемување на долгови изминативе 5 месеци. Напротив, имаме речиси дупло намалување на долговите во сите јавни предпријатија. И ова се огромни суми. Дрисла 100 милиони и 500 илјади долгот, 70 милиони денес. 1/3, добро. Водовод и канализација 2 милиарди и 500 илјади е скоро долгот, кој што сум го затекнал, 857 милиона е долгот денес. И така можеме да одиме за сите јавни предпријатија. Најмалку речиси дупло е намален долгот од кога сум дојден за само 5 месеци. Добро, ако продолжи со ова темпо, вие на половина од мандатот вие нема да имаат долг. Апсолутно. Освен јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, каде што и смислата на тоа предпријатие да преку субвенции ги обезбедува услугите за граѓаните, ние не можеме да се надеваме да биде профитабилно ЈСП Скопје со карти од 30 денари или 40 денари. Така да, освен јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, сите други предпријатија можат да бидат самоодржливи. И тоа сакам да го потенцирам за кампањата. Имаше тврдења од опозицијски политички партии дека ќе се приватизирале јавните предпријатија. И тоа беше една голема лага која што се пласираше во јавноста. А никогаш јас тоа не сум го изјавил. Јас верувам во силни и самоодржливи јавни предпријатија. И ова се показателите кои што водат кон тоа дека јас сум константен во тоа што го ветувам и во тоа што верувам дека можеме да го изградиме како систем. Дополнителен проблем овде беше во јавните предпријатија моментот што речиси сите доцнеа со плата, а некои со по 2 и со по 3 плати. Во Дрисла 2,5 плати се должиа на вработените кога влегов во градот Скопје. 3 плати во паркови зеленило, 2 плати во Лајка, 3 плати во улици и патишта, мислам дека ако не се лажам. Секаде практично 2,5 плати во комунална хигиена. Само за комунална хигиена ви кажав дека платата кога дојдов беше 90 милиона скоро денари. Замислете вие од старт да треба 2 плати да ги исплатите 180 милиони денари. Денес падна платата, бидејќи отстранивме доста непродуктивен кадар, лица кои што не оделе на работа, на 60 на милиони денари, но каде е разликата? Во минатото за комунална хигиена да обезбеди платата месечна, сега малце сум поексплицитен, но морам и за јавноста да го објаснам ова во детали. Во минатото за да се обезбеди платата за комунална хигиена, целосно субвенцијата за тоа ја обезбедувал водовод и канализација. Денес, освен што дел од обврските, најголем дел, си ги сервисира сама комунална хигиена, во моментов малку повеќе од половина плата си ја обезбедува сама комунална хигиена. Тоа значи градење на систем на времена наплата и домаќинско работење во јавните предпријатија во градот Скопје. Со нашето темпо и динамика која што ја планираме, верувам дека за многу скоро ќе сите предпријатија целосно ќе бидат стабилизирани. Јас велам и денес се стабилизирани, но сакам долговите уште по драстично да ги намалам и односно да дојдам до позиција како што сум дошол со градот Скопје, да не должиме на никому ништо. Што е било добро? Ајде речистиме на работа. Рековте 800 луѓе од прилика им се заблагодаривте затоа што не работеле едноставно. Па имаше таму и затвореници, имаше таму и лица кои што се во странство. Да, луѓе кои што очигледно немале никаква врска со реалната работа, меѓутоа опозицијата веднаш побрза да ве обвини дека напротив, на местото на овие 800 луѓе, вие сте стовариле стотици други луѓе кои што се ваши партиски војници. Еве да го расчистиме и тоа. Па еве да го расчистиме многу едноставно. Примерот комунална хигиена, најголем дел бе отстранети од таму. Ако се примеле назад, платата повторно ќе беше 90 милиони на месечно ниво. Затоа што би дошле на платата е падната речиси 30 милиони денари. Значи нема нови вработени таму и тука е затворена таа дилема. Меѓутоа опозицијата е тука да зборува. Морам да ве прашам околу јавниот превоз. Наистина едно многу сложено, комплексно прашање. Во моментот во Скопје има околу 180 автобуси кои што функционираат, се жалат граѓаните објективно, не се на време, дел од нив веќе им проаѓа векот на траење, внатре, не знам, не е добра климата, имате ситуација кај што мене луѓе ме зборувале дека не работи клима, иако е, не знам, надвор 30 степени и така натаму. Сите ги чекаат фамозно новите автобуси кои што ги ветивте. Кога ќе ги добиеме конечно? Бидејќи многу и очекуваат дека тоа ќе се случи
Вие доаѓате на власт, не знам, на први, веќе на пети ќе има нови автобуси. Тоа Јас, Драган, никогаш прво не сум ветил дека на први ќе доам, на пети ќе има еве хипотетички автобуси. Зошто? Затоа што прво треба да така не иде едноставно. прво треба да помине тендерска постапка за целиот процес. Знаете дека прво тоа е тендерска постапка која што не ја води градот Скопје, туку ја води Министерството за транспорт и врски благодарение на претседателот на владата и поддршката од негова страна. Се годиме чекор понатаму. Ние треба да се позанимаваме тука и со суштината. Народот е апсолутно во право секогаш. Вклучувајќи го и овој дел за реакциите. Состојбата која што ние ја наследивме во ЈСП Скопје беше 130 некаде автобуси функционални, но имавме и дополнителен проблем што приватните автопревозници не возеа. Така. Од познати Се причини, сеќавате. така е. Познатите причини беа тоа што над 3 милиона евра не беа платени према нив. И луѓето си ги Немаа пари за бензин, така. Немаат пари за гориво, фамилии ранати, така натаму и така натаму. Долговите према јавните предпријатија, односно према приватните превозници, изминатиот период се исплатени. И имаме месечно плаќање на неделно ниво на она што значи обврска према приватните превозници. Сега не доцниме со плаќањето и затоа имаме најпрво ред во тој дел. Од друга страна, од 130 автобуси стана 180 автобуси на ЈСП. Јас бев разочаран што за да ставиме во функција дел од тие 50 автобуси, некаде стануваше збор за поправка или замена на дел кој што чини од 50 до 100 евра. Срамота. Значи се работело за недомаќински пристап. И на некого не му било гајле каква е состојбата и дали граѓаните ќе страдаат. Сега што имаме? Сега имаме моментално 180 автобуси и завршена тендерска постапка за набавка на 100 нови автобуси. Секогаш ВМРО ДПМН, кога има власта на централно ниво, тогаш градот Скопје добива автобуси. Се сеќавате, овие автобуси кои што денес се обраќаат Така е. по улиците Во и ги минатата користат влада на ВМРО граѓаните, беше, да. се обезбедени од минатата влада. Повторно поминаа години за да дојде ВМРО ДПМН на власт, Христијан Мицкоски да е председател на владата, па да добиеме повторно 100 автобуси. Се планира 80, разговаравме со председателот, јас му побарав и го замолив барем уште 20 да бидат за градот Скопје дополнително и ете 100 автобуси ќе бидат обезбедени за градот Скопје. Кога ќе биде тоа? Имаме Завршена е тендерската Така е. постапка. Тоа сум вчера информиран од страна на министерот за транспорт и врски господинот Николовски, со кој што имаме безпрекорно добра комуникација, соработка и се останато. Имам сериозна поддршка од него. Сега е во фаза на еволуација целиот процес. Верувам дека за скоро би се завршил и би почнала испораката за автобусите. Што значи дека јас не сум ветувал туку така дека ќе стигнат нови автобуси, но тоа се процеси кои што не можеме да ги направиме преку ноќ. Истото се случува за комунална хигиена. Комунална хигиена на времето Коце Трајановски набавуваше преку владата камиони и тоа е последната поголема набавка на, мислам дека 15 или 20 камиони за комунална И хигиена. потоа чекавме колку? 15 И сега веќе исто е во фаза на еволуација, тендерската постапка е завршена за набавка на нови 40 камиони за комунална хигиена, кои што за многу скоро од денес би требало да стигнат. Така да две горливи теми ги решивме за 5 месеци. Прашање е на време и денови кога ќе започне испораката на возилата и поврзани со јавното сообраќајно предпријатие и со комунална хигиена возилата. Дополнително, одглавен е целиот процес БРТ. Одстранете се сите аномалии. Брз автобуски превоз Да. за тие што не знаат, така. Да, одстранете се сите аномалии кои што во минатото беа проблем. Ете, во минатото се планираше трасата да движи по средината да биде, земајќи во предвид дека требаше да биде одстрането цело средишно зеленило. Што беше Тоа беше многу најголема година, да. забелешка и на политичката партија наша во минатото, но и на граѓаните. Така е. Јас апсолутно секогаш го земам во предвид мислењето на народот. Водејќи се од тоа, бидејќи народот ми избрал мене и ми дал поддршка, го сменивме концептот, го задржуваме средишното зеленило, автобусите ќе се обраќаат од двете страни покрај средишното зеленило, поточно на трасата до средишното зеленило и ќе има дополнително две траси со зеленило кои што ќе бидат како граничници и од десната и од левата страна. Значи не само што го задржуваме средишното зеленило, туку и додаваме две позиции со зеленило на булеварите, кои што ќе влијаат и на амбиенталниот воздух во градот, но и естетски ќе дадат убава слика за
за градот Скопје, за булеварите каде што ќе се обраќа. До крајот на годинава започнуваме исто тој процес. Што значи дека освен автобусите набавка, освен овие што сме ги ставиле во функција, стоеле по гаражите, непоправени автобуси, освен што сме го решиле проблемот со приватните превозници, започнуваме работиме и на БРТ, со кој што БРТ ќе набавиме околу 40 дополнително автобуси за градот Скопје. И тоа е постапка која што од една страна е двострана постапка. Од една страна имате вие инвестиции поврзани со инфраструктура, односно трасата на БРТ и двете депоа, едното во Ново Лисиче, едното во Ѓорче Петров, а од друга страна пак и набавувате нови автобуси во рамки на таа цела постапка. Што значи дека од повеќе страни ние го решаваме проблемот со транспортот и сакаме да понудиме на граѓаните неколку алтернативи за да можат да не го користат возилото, туку да стигнат од точка А до точка Б. И третата компонента е градскиот воз. Можеби на многумина не им беше сватливо на почетокот, како идеја, како концепт. Многумина можеби со подсмев го гледаат целиот процес. Но во суштина, бевме пред неколку дена со министерот на увид на градежните активности во пределот помеѓу Зелениково и Драчево, некаде кај Студеничани. Интензивно се работи на таа траса. Голема траса е, 25 километри е негде. Во прва фаза е потегот од Зелениково до транспортен центар Скопје, кој што ги опфаќа ети Студеничани, како што кажав, Драчево, Долно Лисиче, Горно Лисиче, па се до центарот на градот, транспортен центар, каде што ние ќе овозможиме и пристап со автобуси до позициите каде што граѓаните ќе можат да го користат градскиот воз. И тоа би значило да за 11 минути вие можете да стигнете од Драчево до транспортен центар Скопје. Тоа секако бил успех на многумина велат, јас што сум зборувал, тоа може да успее само доколку автобусите кои што доаѓаат до железничката се синхронизирани со... Ами затоа го кажав тоа. Мора да биде. Па ние сме навикнати да не ни биде синхронизирано, тоа е проблемот. Не, ние сме навикнати да не веруваме во систем кој што се гради сега од една нова генерација. И тоа е проблемот. Така не се трга со дефетизам, дека тоа не може не оставаме времето да покаже дека е добар планот и концептот. И дека домаќински е пристапот. И јас ги разбирам граѓаните. Дел од тие скептици кои што не веруваат. Со години се разочарувани од системот во државата кој што не функционирал. Со години имало половични решенија или нефункционални решенија, знаете самите. И јас сум бил сведок на тоа и вие, и голем дел од граѓаните. И природно е да не веруваат во се. Природно е. Но нека остават времето тоа да го покаже дека не е така. И дека сега дојде генерација која што ги прави промените онака како што треба да ги направи. И се е добро испланирано и во се е земено во предвид да граѓаните на крајот на денот имаат полесна алтернатива, пристап и се останат. Факт е дека низ Скопје се видливи се промените што се случуваат. Вие зборувате повеќе пати за она подземна сообраќајница која што е многу важна и тамо постои скептицизам. Јас дури слушнав и мислење од типот, па кој гарантира дека воопшто таму под оние згради има подземна сообраќајница, никој не ја видел. Човек кажува, луѓето мислат се и се што. Па тоа најчесто го прави опозицијата. Немаат што да прават, неколку мина се таму, имаат една лоша состојба во партијата, гледате се караат, се тепаат, се бркаат. Но каква е состојбата остава подземна? Тројца неделно, 5 мина неделно исклучуваат функционери, бивши, сегашни, така натаму. Значи, да, весело е тамо, неспорно е весело. Да, и најчесто тие се креатори на новие приказни. Јас лично неколку пати во неколку наврати сум ја посетил подземната сообраќајница. Таму е останата состојбата да на крајот, од како ние ќе ги направиме поврзувањата, се вградат светлата и се стави завршниот слој на асфалт, иначе се останато е стајано. Добро, таму има сигнализација, осветлување, не знам. Значи таму постои сето тоа и логиката поради која што јас сум силно фокусиран и со силно темпо и интензитет работиме на реализација на булеварот Македонија, е токму тоа да го направам тоа поврзување кое што по сите студии сообраќајни покажува дека за најмалку 33% ќе се намали сообраќајниот метеж во главниот град. 1/3, тоа е фантастично. Една од најголемите стратешки точки за градот Скопје. Еден од најголемите капитални проекти во понова македонска историја. Од таков обем и толку сериозен капитален проект може тоа да го споредиме со некој автопат што се гради во држава. И која е состојбата таму? Таму изведувачот
пред 65-6 дена е избран за првата фаза да ја сработи, а тоа е делот во кисела вода и уклинувањето, проширувањето на десни ленти, односно завртање на десно на 3 позиции и така натаму и така натаму. Таму интензивно се работи и веќе сме во финална фаза. Значи ќе биде запазен рокот од 90 дена. Ние тоа кога го кажавме во јавноста, многумина дури и од новинарите прашаа на пресконференцијата дали сте свесни дека ова е прекраток рок и досега не се случува вакво нешто. И со тоа го сменивме ние стилот на делување и на градење изминатиот период. Знаете, таму се работи ноќ, се работи саботи, се работи недели. Се работи со една посебна, специфична динамика, несвојствена за Македонија. Несвојствена за Македонија. Каде што не се заглавува дополнително сообраќајот. Тоа е многу, многу важно. Се работи, се гради, ама граѓаните не страдаат дополнително од тоа. И нашиот план е до некаде крајот на првата половина од мојот мандат, што е многу оптимистички, да ние завршиме таа сообраќајница. Јас во програмата имам ветено до крајот на мандатот, но верувам дека за побрзо тоа ќе ја завршиме. И тоа е, повторно ќе кажам, еден од најкапиталните проекти за градот Скопје. Не е единствен таков, но е еден од најкапиталните проекти. Многу важно се разбира, центарот на градот е клуча срцето практично и таму мора едноставно да се пронајдат решенија. Таму и со паркинг просторот се разбира проблем, тоа се решава. Градоначалникот на центар тоа го реши помалку и брутално со многу високи давачки во одредени сектори. Рековте во другите делови не е така, меѓутоа еве да кажеме во аеродром се случи еден интересен настан. Поточно во Ново Лисиче, во рионскиот центар, најпрво им беше објавено дека ќе биде пуштени нова паркинг места, 1300 колку беа. Меѓутоа потоа се одложи тоа и имаше една ситуација во која што граѓаните се побунија практично затоа што бара таа нивна, сега локал патриотски малку го зборувам, нивната линија Д12 така му доаѓа да важи и во сите други. Таа идеја во суштина ја даде градоначалникот на аеродром. Од една страна да го пуштиме во функција едниот паркинг, доека другиот се заврши, а од друга страна да го прекинеме принципот да една зона важи во цел аеродром, односно поседување на картица да една зона во цел аеродром. И према барањето на градоначалникот, предпоставам и тимот негов, ние постапивме, но видов дека има реакции доста од граѓаните. Вчера поминавме одлука на совет со која што и другиот дел на паркингот за кој што граѓаните бараат паралелно да се одвиваат. Затоа што им е страв дека нив им се префрлат дел од возилото. Поминавме меѓуопштинска соработка да јас како град Скопје со јавните претпријатија во име на општина аеродром ја завршиме таму работата, односно да го обележиме паркингот, да ги овозможиме услугите таму кои што треба да следат, вертикална, хоризонтална сигнализација и се што е потребно. Место општина аеродром ние ќе го направиме и ќе ги пуштиме истовремено во функција двата паркинзи. Зонско паркирање мора да има. Но тоа ќе е практично во цело Ново Лисиче, така да се разбереме. Таму се над 2000 паркинг места само на позицијата која што треба да поправиме 2300, мислам дека ако не се лажам беа, а на прва позиција беа околу 1300 или 1400. Значи, граѓаните имаат поволности и услуги како никаде во Европа, кога станува збор за зонското паркирање. Еве зонско паркирање во моментов се спрема проект за расадник во кисела вода. Зошто се прави зонско паркирање? За да има ред во кисела вода во моментов, а верувам и дека и во аеродром, на многу од позициите кои што се паркинзи за граѓаните во моментов, има автоплацови. Автоплацови, оставени стари автомобили, има хаварисани возила. Така е. Има граѓани кои што имаат по 7-8 возила. Тоа не може така да функционира. Некој нема можности за едно да паркира, а некој има држи Еве во Расадник имаме на два паркинзи повеќе од 20 возила од едно лице. Согласно закон и ги продава возилата. Не може на грбот на граѓаните некој да тера бизнес. Има начин, нека си земе автоплац, нека си отвори, нека си продава. Веќе тераш бизнес, така е. Ја предпоставувам дека на ваквите поединци кои што имале автоплацови ќе им смета, но зонско паркирање, еве да расчистам на темата, ќе има. И ќе има зонско и во Карпош, ќе има зонско и во кисела вода и на секаде.
Да не забораваме дека граѓаните добиваат по 2 картици гратис. За секоја Сега своја... ние можеме да толкуваме За на секој друг семејство, начин. така е. Точно. Можеме да толкуваме на друг начин работата. Дека па и градот Скопје губи од сето тоа. Дали има луѓе кои што се задолжени на паркинзите кои што ги плаќаме? Дали има лица кои што монтираат дополнително за да бидат овозможени местата за паркирање за резидентите таму кои што монтираат канџи, кои што од друга страна пајаците ги возат и така натаму се грижат за редот таму, некој го плаќа сето тоа, а граѓаните добиваат 2 картички гратис. Сега можеме да тераме ние и европски, и граѓаните бараат да има ред. Граѓаните бараат да бидат чисти паркинзите. Граѓаните објавуваат на Facebook ако има гранче, ливче и се останато. Некој треба да го сработи сето тоа. Се согласувам. Не може ние да водиме систем во државата во кој што никој нема да има никакви обврски, а сите ќе имаат права. Такафо не функционира. Така не функционира. Нешто морам да прашам нешто ептен локал. Меѓутоа мене ми значи на луѓето што живеат од другата страна на Ново Лисиче, значи спроти авиончето. Тамо е ФФМ, тамо постојано има во сабота и во недела огромен број на фудбалски надпревари, огромен број за деца главно. И во сабота и во недела тамо е буквално невозможно човек да најде паркинг место ни пред својата зграда, ни било каде во околина. Постои ли возможност тамо да се направат дополнителни паркинг места, можеби кај ФФМ или некаде, кои што ќе го ослободат просторот на паркинзите каде што живеат граѓаните? Ќе го провериме ова. Искрено тоа е работа на локалната самоуправа на општина Знаете Аеродром. зашто? Конкретно, но И фудбалските игралишта, и кај авиончето е ужасно популарно, тоа е факт. Цело Скопје тоа е еден доаѓа од тамо. најубавите делови на градот. Навистина е така, меѓутоа велувам во викенд луѓето имаат најтежок проблем да најдат како да си дојдат дома. Ќе го земам во предвид. Ова ете како забелешка, апсолутно благодарам за истото. Тоа е генерално надлежност на општината. И еве јас кога бев во Кисела вода на многу позиции, особено на места кои што беа како депонии третирани во минатото, создававме услови за нови паркиралишта, некаде и паркови градевме. Има таму простор кој што може да се искористи за паркинг и тоа голем простор, да. Добра ви е забелешката и ќе разговарам со Дејан, градоначалникот на Аеродром, да видиме ако треба и јас ќе се вклучам како град Скопје да помогнам. Добра ви е идејата. Ќе ве држиме за збор. Околу чистотата во градот. Не имавме грозни ситуации до пред известно време кога контењерите беа практично преполни. Постојано никој не се грижеше за нив. Сега таа слика е променета, меѓутоа повторно има реакции дека и ова не е доволно, дека треба уште поагресивно да се оди, многу почесто да поминуваат овие како се нарекуваат возилата за собирање смети така натаму, можеби и околу времето во кое што тие поминуваат. Па некогаш има чудни ситуации во кои што тие кога дојдат са бајле во 6 и ја завршат својата работа, вие во 9 саат веќе имате повторно полни контењери, пошто природно човек пред оди на работа изнесува смет. Видете, Драган, најпрво сликата е како што кажавте и вие, драстично променета. А располагаме со истата механизација што ја затекнав се уште. Се разликата е што во комунална хигиена, ако не се лажам, имаше 16 исправни камиони, моментално сме над 50 исправни камиони на дневна основа, но често пати, бидејќи е стара механизацијата, се случува по 3, по 5, по 7 камиони во еден ден да бидат нефункционални, односно се расипат, па да треба за некои 24 часа, за некои 48 часа да се поправат и повторно стават во функција. Тоа е едниот проблем. А вториот проблем е тоа што нула контејнери начекавме кога дојдовме во градот Скопје. Ниту еден контењер. На многу од позициите недостасуваат контењери и затоа сега започнавме набавка преку комуналното предпријатие, комунална хигиена, на 2500 нови контењери за градот Скопје. Освен што ќе ги промениме оние стари, искршени, кои што лоша, груба слика даваат на градот, непријатно како скопјани сите се чувствуваме, дополнително и ќе ги дополниме позициите каде што знаете дека во минатото од 5 контењери беа тргнати по 3, тргнати по 2, што значи дека се десеткуваше бројот на потребни контењери и тука се создава хаос. Сега, како што споменав во првиот дел од излагањето во вашава емисија, со камионите за многу брзо го завршуваме циклусот на набавка. Тука ќе имаме целосно покривање на проблемите кои што сме ги имале од аспект на мобилност на тимовите поврзани со механизација и располагање со истата, а од друга страна го решаваме пак и проблемот со контењерите и недостатокот со нив. Освен естетиката, тука е проблем и недостатокот, како што споменав, што значи дека ние сумарно
го завршуваме циклусот ефикасно за многу брзо од денес. Соработката со општините во случајов е повеќе од солидна. Одлично, одлично. Со сите градоначалници морам да истакнам. Во Скопје имаме мнозинство градоначалници од мојата политичка партија и природно и логички е да имаме одлична соработка со нив, но имам одлична соработка денеска баш е денот на ромите, да им го честитам. Да, честитки се разбира. Да, бевме во општина Шуто Оризари на настан со господинот Дудуш, имаме одлична соработка, со Изет имаме во Чаеро одлична соработка со градоначалникот на Сарај, со Горан од центар. Така да јас и дополнително сум и председател на ЗЕЛ, се знаете дека и во минатото, кога бев само градоначалник на општина Кисела Вода, секогаш се издвојува со тоа што јас добро функционирам со сите. Од друга страна, опозиција постои, треба да постои, се разбира. Вчера, ако не се лажам, имавте прилично жестока дебата со дел од опозицијата, потоа се појавија со некакви маички, ако не се лажам, од левица, бандит си напишаа сами на себе, затоа што вие ги нарековте бандити. Многу интересна ситуација. Добро, јас ги видов во делот седницата, изреагирав. Да, знаат да бидат така екзотични во изразот. Очекував да имаат и некоја музичка точка настап, такви се креативни. Оваа работа бара одговорен пристап, не бара акробаци или музички настапи или не знам креатива од типот мајчки. Иако може тоа да биде ефективно пред јавноста, морам да признам. Тоа е својствено за подмладоци на политички партии. Ние, не знам, јас кога сум бил во младинска унија на млади сили, сум го правил тоа. Нелогички е за мене за 50 годишен човек или 60 да... Али тоа е начин на пристап и стил на делување. Левица како политичка партија имаше шанса во минатото да води одредени јавни предпријатија. Да води, не знам, културни установи, КИЦ. Така е. Таму видовме ја изнесов одредени состојби кои што биле својствени за периодот на нивно делување. Двојни аршини, па бесплатни настани за нивната политичка партија и така натаму, тоа се загуби за културната установа од една страна, од друга страна раководниот бордот на раководство во јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, за кои што тие се најгласни и најдраматични изминатиот период дека недостасуваат автобуси и дека е состојбата не знам колку алармантна во јавното сообраќајно предпријатие, бил воден бордот практично таму од лица од левица. И малце апсурдно сега јас да го напаѓам јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, кога е многу подобрена сликата за разлика од пред 5 месеци, а во минатото некој кој што учествува во процесите на девастирање, на уништување и можеби имали и некои подлабоки планови, па затоа ме обвинуваа мене во кампањата дека јас планирам приватизации на предпријатија и мојата политичка партија, можеби имали планови за такво нешто и сега тие се оние кои што се гласноговорници и најмногу зборуваат за тие теми. И тоа за мене е неразбирливо. И затоа понекогаш јас сум во принцип смирен човек. Гледам да игнорирам провокации, но некогаш мора па и да им објасниш каква била состојбата, а и некој кога ќе има така подрзок пристап мора соодветно да си добие одговор. Тоа не беше случај вчера со левица, беше еден господин од СДС, баш ми пиша еден од нивната политичка партија вчера, после седницата, зашто воопшто му враќате градоначалник кога на неговото избирачко место од 400 гласа 12 гласа освои. Човеков тоа веќе не е ни политички противник како сме реални. Да, но ете мора понекогаш да се одговори, така и ќе биде одговарано и во наредниот период. Во меѓувреме, после подолго време, ако не се лажам, можеби грешам, меѓутоа јас колку што ги следам настаните во градот, се јави и порнешна градоначалничка Даниела Арсовска, со еден статус, таа така се јавува главно, исто таму има добар дел навреди кон вас, класични, да не ги спомнуваме, таа нарекува со одредени имиња и така натаму, тоа е стандард. Меѓутоа вели, јас ова не го знаев, дека патеки и седишта на отворени, направени од град Скопје, сте ги пријавиле како дивоградби, со намера да покриете други дивоградби во Чаир. Видете, прво... Навредите не ги коментираме. Јас па господјата која што ја споменавте, од хигиенски причини избегнувам да ја споменувам, години, за не сега, и сметам дека нема добра здравствена состојба.
и не сум стручен во делот на медицината да оценам до крај, но таму имаме одредени девијантни појави од пристапот, начинот на делување и од минатото на што беше предпознатливо, но една работа сакам да биде јасна во јавноста, а тоа е дека ја не сум истражен орган во државата. Има други институции кои што можеби си водат одредени постапки, истражуваат одредени действија од минатото и тоа апсолутно не ме интересира. Јас се занимавам изминатиот период со резултати за градот Скопје и за скопјани. Не сум, повторно ќе кажам, ниту медицинско лице, некого да го третирам, ниту па од друга страна сум истражен орган, некого да го истражувам и да навлегувам во одредени работи. Ако некој се има, народски кажано, мувата на капата, нека се ишка сами, нека се ја тера работата онаму каде што треба да се ја тера. Одбивам да ги коментирам таквите појави, имала често пати во минатото таков пристап, обвинувања. Јас имам слики со сите градоначалници. Сум се сликал во минатото, не знам, и со градоначалникот на Валандова што бил, и на Гевгелија. Председател сум бил на ЗЕЛС. Председател на ЗЕЛС, кој што ја разреши истата Данела Арсовска. Кој што ја разреши истата Арсовска и стана градоначалник на градот Скопје, кој што дава резултати после незиниот дебакл. Така да ја фрустрацијата ја разбирам. Но, повторно ќе кажам дека тоа е работа која што мене не ме интересира. Има служби во држава кои што треба да утврдат како градот и јавните предпријатија дошле до оваа состојба. Тоа беше следното прашање. Некој да треба да утврди. До оваа состојба. И некој треба да одговара, Драган. А не жалопојки и приказни да пишуваат по Facebook. Прво треба да им е срам да било што искоментираат, земајќи во предвид дека уништиле цел град и генерација. Треба да им е срам да се појават во јавност. Човек кој што има морален хазард, човек кој што има високо развиена свест во главата, никогаш нема да си дозволи после ваков дебакал да излезе и било што да коментира. Било што да коментира во јавност. Било која тема да ја коментира. Ти да добиеш шанса да бидеш прв човек во градот, да бидеш втор човек во државата и да направиш таков крах на цел еден систем и дебакал, што не се случил ни во услови на војна во некои градови, и да мудруваш и да коментираш после тоа, тоа кажува дека психички не си стабилен. Тоа кажува дека психички не си стабилен. Тоа кажува дека имаш проблем сам со себе. Јас не водам туѓи битки. И апсолутно ги игнорирам сите овие девијантни појави од лица кои што според мене треба да некои институции да се позанимаат здравствени со нив. Може би за оваа тужба ќе добиете, не знам. Јас не би навлегувал во тоа кој каква состојба има. Во секој случај коментиравме околу тоа што треба да се истражи. Морам да ве прашам, колку директори до сега назначивте, колку сменивте? Во минатото имаше колку промени? Ја веќе не се сеќавам колку директори беа променети. Речи се сите се променети изминатиот период. Зборам за јавните предпријатија, за културните установи не се сите променети. Логички е секој да функционира со свој тим. Јас понекогаш давам и шанса на тие кои што биле и во минатото назначени. Не секогаш станува збор за лични избори, некогаш станува збори за професионалци. Во се случи одредени реакции да има за лајка. Тама беше променета директорката, така да? Не беше променета, туку на директорката и заврши мандатот, па два пати јас си го продолжував со ВД директор мандатот, но јас давам шанса, ама гледам дека резултати немаше некои евидентни, затоа дадовме шанса на нов човек таму. Тој е ветеринар, ако не се лажам? Ветеринар е од фелата си е човекот, од невладиниот сектор е поврзан, ги познава состојбите, ги сака животните, што е многу важно, и затоа му е дадена шанса. Шансата е 6 месеци. Но проблемот со бездомните куќиња, така е, проблемот со бездомните куќиња мора еднашка да се стави во... Се слагам и затоа директорот нов има шанса од 6 месеци. Ако не покаже значителен напредок, ако не покаже резултати, ќе биде шанса дадена на некој друг. И тоа важи и за сите други јавни предпријатија. Мене ми дал шанса народот. Мојата шанса се гледа низ 4 години, но шансата на директорите не може да трае 4 години, трае малце порано. Односно помалку. Многу интересен став. 6 месеци. Тоа е ставот мој. Тоа е мојот став. Јас давам се од себе за да ги поправам состојбите во градот Скопје. Истото треба да го прават и директорите и сум многу среќен што целиот мој тим
и директорите работат во таа насока изминатиот период. Дали е тоа директорот на комунална хигиена Драги, повозрасен господин, 25 години работел во градот Скопје, сериозна институционална меморија, ги познава состојбите, особено во комунална хигиена, затоа му беше дајана шанса и сериозна помош ми изминатиот период. Директорот на ЈСП го познавам целиот живот, дава се од себе, саше да ги поправи работите. Човек кој што работи долги години во јавното предпријатие, започнал од обичен вработен, стигнал до директор сега на предпријатието и тој е човек кој што логички е да има напредок таму, затоа што ја знае како дише институцијата. Директорот на водовод и канализација во минатото ми беше заменик градоначалник во општина Кисела Вода Иван, сериозен, стабилен човек кој што го покажува потенцијалот. Вие од 2 милиарди долг на водовод и канализација, повеќе од 2 милиарди да паднете на оваа состојба денес, која што имаме во јавното предпријатие, говори за сериозен ангажман таму, за сериозен пристап, за сериозна наплата, фискална дисциплина и така натаму, и да не ги редам еден по еден. Презадоволен сум генерално од тоа како функционираат директорите. Борис улици и патишта не го споменав, човек кој што сериозно има познавање од работите и верувам дека дополнително ќе се истакнат нивните потенцијали во наредниот период. Ќе искористат шансата да се надеваме, да не се најдат во ситуација после 6 месеци или колку да добијат карта за надвор. Морам да ве прашам уште ова за градежната експанзија во Скопје. Факт е дека јас, например, бев фрапиран од информација дека во аеродром некој платил 3800 евра за квадрат. Мислам, тоа е многу пари, јас не знам. Факт е дека становите во Скопје се многу скапи во сооднос со платите. Од друга страна се гради во градот. Многу мене се прашува до кога ќе се гради во овој град, до кога има простор да трае оваа експанзија. Ние започнавме со, како што споменав, за изработка на генералниот урбанистички план, каде што сакам реално да го релаксираме централното градско подрачје и градот да се шири према руралните делови. Неподносливо она што се прави, особено во центарот на градот. И ние мораме да го релаксираме центарот на главниот град, а истовремено да му дозволиме на градот да се шири. Затоа што и еве вие ова што го кажувате, нема да се гради ако нема побарувачка. Ете, значи народот бара. Ние треба да создадеме услови во кои што ќе го шириме градот, но ќе го шириме не со згради, туку со куќи во малку попериферните места. Према Драчево од една страна, од друга страна према Ѓорче Петров, така да... И тука треба навиката да се измени кај нас. Луѓето во Македонија, нека ми простат луѓето на забелишката, патат да бидат во центар. Секаде од луѓето бегаат од големите градови кон периферијата, кај нас... Па тоа се циклуси. Да, центарот е важен. Да, циклуси се обично луѓето кои што две генерации живеат во стан, сакаат љубат да живеат во куќа. Природно би дошло, така? Да, и обратно. Еве, јас до 22 години мои сум живеел во Драчево во куќа, после 22 години, значи 16 години живеам во скоро 17 во Расадник во Кисела Вода. И тоа се циклуси во животот и не можете во тоа многу да влијаете, но можете да влијаете во делот да не дозволите да се задушува центарот повеќе од она што е задушено и некој го дозволил тоа во минатото. Се плашите од урбаната мафија која што мафија. Еве, ајде да не употребам некој збор, меѓутоа од луѓето кои што имаат и тоа како профит од таквите работи. Прво, јас на никого ништо не должам и тоа е многу важно во политички процеси делување. Затоа што ако должите на некому нешто, вие имате обврска према тие луѓе. Јас мислам дека бев доволно се покажа во Кисела Вода изминатите 4 години каков ми е пристапот по основ на тие прашања. И ако ја погледнеме состојбата Црниче Пржино, каде што не дозволив со повеќе од 4 стамбени единици да се реализираат градбија, во минатото се градеа таму по 22 стамбени единици на еден намена. Тоа е намена за куќи, по 30 стамбени единици, по 40. Во мојот мандат не се изгради ни една таква, односно се граде единствено до 4 стамбени единици. И дополнителен показател беше деталниот урбанистички план за Расадник. Знаете дека таму требаше да никнат 100 згради. Така. Јас бев тој кој што стаи рака во име на граѓаните и не дозволи да се направи масовна бетонизација на тој дел од Скопје. Практично го заштитивме тој дел, се спроведе меѓународен конкурс, сега останува на градоначалничката Бети понатаму во нејзиниот мандат да си го дореализира она што значи
ете, идејно решение за таму да премине во детален урбанистички план. Но тоа е хуманизација на просторот, а не е дехуманизација и бетонизација каква што планира во минатото. Би имал јас уште многу прашања, но времето за оваа емисија истече. Орце Ѓорѓевски, градоначалник на Скопје, ви благодарам за гостувањето. Ми беше чест. Да, почитувани пријатели, тоа беше се за вечерва. Искористивме колку што е можно повеќе прашања, даде одговори градоначалникот на многу од нив, она што е важно за сите нас, она што не интересира, затоа што на крајот на криштата градот е местото во кое што сите ги поминуваме своите денови и ноќи, градот е местото во кое што ние зависиме од себе си, од градот, тој од нас и така натаму и така натаму. Утре во 15 часот репризато издание на оваа емисија. Јас се закажувам нова седба со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.